Ама тој пусти Мастрикс, не можеше да го заборавиме. И љубовта кон театарот не можеше да заборавиме. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени праја и тога пропадна за најкодна. Кон крајот на 19 век и почетокот на 20 век во црквата Свети Никола Геракомија, во срцето на Варош, богослужел попот Јован Савев. Тој во својот регистар кој што вршејќи ја својата богослужба оставил значајни податоци за бројни охридски семејства од тој период. Во непосредна близина на катедралната црква Света Софија се наоѓа една помала црква, Свети Никола Геракомија. Црквата датира од 19 век, а Геракомија називот го добива по некогашниот старски дом кој бил сместен тука. Малата Варош е карактеристична по многу нешта, а една од тие карактеристики се однесува на називите за многу поодмала во самиот Варош. Жителите своите помали окрузи или енории ги именувале најчесто според парохиите и црквите околу кои живееле. Па така има називи за малата Свети Дмитрија, болниците Долна Порта, Богородица Челница, безсребрениците Свети Врачи, Богородица Пандонос и многу други. Во црквата Свети Никола Геракомија на преминот од 2 века, од 19 кон 20 век, богослужел охриѓаницот поп Јован Савев. Поп Савев како малски свештеник не оставил богата документација за сите семејства кои живееле во овој дел од Варош, но и од целото Оровник, каде што исто така бил свештеник. Од тие податоци се гледа како жителите функционирале во Охрид во тој период. Поп Јован Савев е роден во Охрид во 1854 година, а починал во 1936 година во Охрид. Поп Ѓорѓе Николовски од Лашкамала, денес покоен, а познат на многу охриѓани, според неговото кажување дал опис за личноста на поп Савев. Тој го опишал како тивок, чесен, кроток и сиромашен човек. Секојаш имаше време за совет за возрастните и за децата, ќе изјави поп Ѓорги. Јован Савев е еден од првите учители во училиштето во Горна Влашкамала. Во текот на неговото учителствување, поп Савев ги описменува луѓето во периодот од 1872 до 1874. Потоа го прима светото свештенство и станува свештеник. Прво назначување како свештено лице му била службата во црквата Свети Ѓорѓија во Влашкамала, а дори потоа е преместен и станува поп во Свети Никола Геракомија, раскажува денес историчарот Илинка Јанева, која издаде книгата Регистарот на поп Јован Савев. Поп Јован Савев ни оставил драгоцени податоци за семејствата од ова мало, а и за семејствата од село Оровник. Тогаш, како и денес, еден свештеник служел во една црква од градот и уште во една од околните села. Така поп Јован Савев служи во црквата Свети Никола Геракомија во Малата Геракомија и во селото Оровник. Во својот регистар забележал 30 семејства во селото Оровник и 59 семејства од Малата Геракомија. Семејството во едно општество е најзначајната клетка на општеството. Затоа, дали тоа е поголемо или помало со членови, колку допринело за општествено-политичкиот развој, економскиот, заслужува да биде забележено. Така да, секој запис, секој документ пронајден, а кој зборува за историјата на македонскиот народ, за идентитетот на македонскиот народ, е од огромно значење. Затоа овој регистар има огромно значење. За прв пат се објавува, го устроил поп Јован Савев во 1914 година,
но во него се содржани драгоцени податоци наназад од 1821 година. Затоа што кога ги евидентирал семејствата, се прашувал со најстарите од семејствата кога се родени, кога се венчани и има податоци и за умрените од семејствата од село Оровник и семејствата од Малата Геракомија. Оскудни се и податоците за потеклото и животот на поп Јован Савев. Свидетелство за поп Јован е за неговото семејство. И вели, ние подпишаните жители од Димитри Мало, значи тој живеел во Димитри Мало, горе, Варош, со чиста свест потврдуваме дека семејството на свештеник Иван Савев на возраст од 40 години се состои од мајка по име Зоографина, 85 години, сопруга Зоографина на 30 години, син Крсте 4 години, ќерка Зорка 2 години. Подпишани Кипро Симон, Јонче Пендов, Георги Димитри, Танета Костов, Тодор Карчев. Година 1893 година. Значи 1893 година веќе поп Јован Савев има 40 години. Поп Јован е некаде запишан, некаде поп Иван. Зависи од периодот, српски и бугарскиот период. Но после тоа, тој има од семејството уште син Анастас, кој што ни е на сликата, Зорка, Надежда и Благородна. Тоа е семејството на поп Јован Савев. И овде имаме уште едно писмо со кое што поп Јован Савев бара од икономот Христо Маленко во тој период, во 1889 година, една куса манта. Тоа е куса наметка со која што би можел да побара милостиња од семејствата од градот, од Охриџани, а која милостиња ќе биде наменета за манастирот Свети Богородица во село Сливница, Ресенска околија. Охриѓанецот Савев живеел во едни специфични општествено-политички историски прилики. Во ова мало живееле обично побогатите семејства, за разлика од другите варошки мала. А Охрид е богат со тие и познат со мала, зашто населението живеело во мала и секое мало си имало свој специфичен начин на живење и се разликувало од другото мало. Така да во ова мало живееле побогатите луѓе, живееле правенците на градот кои што учествувале во општествено-политичкиот живот на градот. Тоа е периодот кога 1870 година веќе во Охрид е екзархијата. Така да ќе видиме во документите од книгата, кога веќе се пишува на словенски, но луѓето уште се подпишувале со грчки букви. Имињата му се запишувани со грчки букви. Тоа е период, нормално, кога луѓето, посебно интелигенцијата, за жал, од овој град почнала да се иселува. И тоа е
дали во Бугарија или Београд, тоа е голем недостаток за Охрид. Од ова мало, нешто погоре е куќата на Шахови, сега таму нормално живеат други. Тој е еден општествено-политички деец, е иселен во Бугарија комплетно. Балавчев, кој исто го формирал вестникот, значаен за Македонија, и тој е иселен. И ова мало е значајно и по тоа што е малото на револуционерите, на Христо Узунов, на Методи Патчев, на Петар Чаулев. На Петар Чаулев се наоѓале куќите некаде тука пред Света Софија, еве патот кај што е изграден, но се срушени после за време на српскиот период, после балканските војни, се срушени сите куќи од Чаулевци. Во малото Геракомија живееле и други познати охридски семејства. Значајно за семејствата е тоа што помногобројни во ова мало били семејствата на Филеви, на Хаджиеви, на Точкови. И тие броиле најмногу до 16 души, за разлика од семејствата од Оровник, кои што го броиле 30-32 членови, но сепак тоа е многу природно, затоа што на село се барало што поиќе работна рака, зашто се занимавале со земјодели. Така да, во овој дел може да се најде во книгата кој што ја има, да прочита, дури некои се забележувани и веќе како сами што и например е забележан вели сам Фортомар. Значи останал сам, уште тој од семејството. Дали се другите иселени или се преселили во внатрешност, зашто многу во Битола се преселили, па во Крушево. Сега последниот и од Фортомарови, Борис Фортомаров, тој не се ни женал. Тој заминал Белград и си живел еден боемски живот, убав живот, и таму умира во Београд. Така да по женска линија, после од Фортомарови, тука куќата кај што живеат доктор Џоко Чинков и Лиле Чинкова, таа е куќата на Фортомарови во малата Геракомија. Но таа е повеќе по женска линија наследена куќата. Тие били се занимавале ето со бродарство. Фортомарови пренесувале стока од Охрид за Поградец и со тоа живееле со трговија. Потоа Вета Зарчева, сама забележена. Така има и уште неколку се како самци забележени. Уранија Серафимова исто е така сама забележена. Позната ни е куќата на Уранија, која спомен. Коста Шахов, тој е познат општествено-политички работник во Софија. Не се враќа, но неговите две сестри живеат во куќава, Фанија и Анастасија живеат, а Шахов умира во Софија. Ѓорѓи Балавчев, исто познат општествено-политички работник, и тој останува во Софија и не се враќа назад, така да од Шахови се евидентирани Фанија Шахова во семејствата, што ги евидентирал Поп Јован, но Балавчеви не се тука, тие се иселени во тој период во Софија.
Во неговиот регистар Поп Јован Савев забележал значајни податоци од тоа време. Во регистарот од Поп Савев се забележани само семејствата, и тоа глава на семејството, жена, сестра, брат, и дури во некои од семејствата е запишана и слугинката. Но јас, истражувајќи за оваа мала, за Геракомија и за Оровник, вметнав податоци од турските документи за Охрид и Охридско од 19 и 20 век од доктор Драган Георгиев, и тука се евидентирани машки лица од христијанското население заради плаќање на данок, за даночни обврзници. А за малата Геракомија имам податоци од 17 век, кога во 1694 година му е наредено на Козма Китиски да изготви список за семејствата во малата Геракомија. И тој го изготвува тој список, и тој список е само од 18 мала, извинете, од 18 мала, така да и со тие од 18 семејства, така да и со тие семејства што се евидентирани тука, како например, нема да ги читам сите, Русе Шивач, Сапунџи, Киријак, Терзија, Којунџи, ги носели имињата на нивните занајди, презимењата на нивните занајди. А потоа во книгата се дадени и список на луѓето од почетокот на 19 век, кои што ги напишале во така наречените Јоклама тефтери, попис на христијанско машко население. И зато, например, ево вака ќе прочитаме едно. Вели куќа 3, број 1, со висок раст и црни мустачи, Ристо Катал. Папуџија, возраст 42 години, средна категорија. Тоа е данокот што го плаќал, средна категорија. Му се родил син Коте на 24 јуни 1846 година. Биле забележани само машките лица и категориите, по која категорија ќе треба да е даночен обврзник. А потоа, тоа е поврзано со списокот од крајот на 19 век и почетокот на 20 век, што ни го остави Поп Јован Савев. Во регистарот се дадени и податоци за многу подмала Илиенори во Варош. Тоа били подмалата зависно во кој дел живееле и спрема црквата во која што живееле се нарекувале. Например, Свети Врач, Свети Димитрија, Света Богородица, Панданос, пак Малото Фердак, тоа е на Плашник и селено е. Така да имало поголем број на подмала во Варошот. Сите овие мала и денес живеат. И денес продолжуваат со својот живот, со исклучок на малото Лабино, кое што нема документи точно кога престанал животот во тоа мало, денес е само излетничко место, иза на плажа, се наоѓа на западната страна од езерото, но се предпоставува дека најмногу настрадало кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век од
болеста чума. Тогаш во периодот од 1810 до 1830 во Охрид владее Джеладин бек. Најмногу тогаш настрадало тоа мало, Лабино. Така да Джеладин бек за храна имал свој складишта и на Варошот го обезбедил со храна, но на другите мала, надвор од зидините, го фрлал по нешто, но не така да се нахранат. Дури кошишта малото го иселил кон воска и кон рамничарските делови. Неговата мајка наредила 8 дена да се затворат двете порти во Варошон, за да не се шири болеста, мислејќи дека таа однадвор некој ја донел во Варошон. Болеста чума. Во тој историски период македонците биле под влијание на двете цркви, грчката и бугарската. Грчката го губи влијанието што 1870 доаѓа екзархијата, се забранува грчки веќе да се пее по црквите и да се пишува на грчки јазик и се пишува со бугарскиот јазик. Но влијанието што го оставиле грците, така да во овој период уште луѓе имало што пишувале на грчки јазик во овој период. Обично Охридскиот дел е премногу зафатен со пишување тој грчки јазик. Во Охрид, во куќата, горе не во куќата, но во Свети Богородица Перивлепта имало училиште на грчки јазик. А овде во една фотографија кај што е старата куќа на Зарчеви, таа е долга куќа и здружена со библиотеката. Тука немало пат. А после тоа е отворен патот, улицата Коста Абраш и е мал дел останет од нивната куќа. Малото Геракомија опфаќа и простор каде што живееле охридските семејства кои припаѓале кон оваа енорија. Постои граница од, велиме, од Малата Геракомија, Света Софија, долниот дел е Малата Геракомија, по улицата, по Парница, велиме, таа е Линденска улица, па сокакот така е опишана. Па сокакот на Момир, па од Челница надолу, па пак до езерото. Тоа е Малото Геракомија. Во регистрот се дадени податоци за 59 охридски семејства и за семејствата од селото Оровник. Историчарот Илинка Јанева појаснува зошто семејствата во Оровник биле помногу бројни за разлика од оние во градот. Ти сами од Оровник си ја купиле шумата, блатото од тогашниот бек, така да за да се опстои едно семејство се работело рачно, така да било потребно и работна сила. Токму и затоа тие живееле заеднички, браќа, јатрави, брачеди, сите живееле во едно семејство. Ево вака ќе видиме на Танета Стојчев, 32 и Тане Стојчев, 32 членови во семејството
и на Јолак 33 членови во семејството. Таја ја објаснува и причината зошто некои од охридските семејства биле побројни во тој период. Можда и за нечиството изискувало поќе членови да имат за да се трговијата да оди, за нечиството да оди. Така да, тоа нема некоја значајност за во градот, зашто сепак семејствата во градот се занимавале со трговија, за нечиство. Регистерот е значаен затоа што од тој период се зачувани многу малку документи и податоци. Ние немаме податоци пред 1913 година за семејствата, затоа што матичните книги се изгорени за време на Балканските војни, така да овај податок од Поп Јован Савев, регистрот што ни го оставил е многу драгоцен. Имат списоци од црквите, од Света Богородица, Перивлепта и други за постар период. Потоа многу книги изгорели кога 1862 година била запалена митрополијата. Таму исто имало доста документи и книги и со тоа останал Охрид многу осиромашен за тој период, за постариот период. Историчарката Илинка Јанева на книгата Регистерот на Поп Јован Савев работила 5 години. Јанева смета дека ова издание ќе предизвика интерес како и нејзината претходна книга за семејството Охризаде. Од нивната содржина се дознаваат многу факти за животот на градот од 18 и 19 век, периодот кој е сиромашен со записи од минатото на градот. А Охрид, македонскиот Ерусалим, го заслужува, тоа порачува Јанева. Оригиналниот регистер на Поп Јован Савев се чувал се до 1946 година во неговото семејство, за потоа зачуваната документација да се предаде на Државниот архив. Денес регистерот се чува во Охридскиот историски архив. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Коските на Иван и на Афродита, на охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени бреја и тога пропадна за најкод нас.